Кристина Зимбакова, преведувач и уметник од Македонија. Од 25 до 29 октомври повторпат учествуваше на светскиот симпозиум за Силвија Плат, најстакнатата американска поетеса на 20 век. Симпозиумот се одржан на Универзитетот Оксфорд во Англија. Кристина целосно е посветена на оваа голема поетеса. Во незиниот дом се наоѓаат голем број на книги и фотографии од Силвија Плат, како и уметнички слики од незината самостојна изложба. Благодарение на Кристина, песните на Силвија Плат добија една нова димензија во духот на македонскиот јазик. Значи, од 25 до 29 октомври учествував на симпозиумот втор за Силвија Плат. Значи, се работи за светски симпозиум на кој учествува 120 учесници од целиот свет и јас бев представник од Македонија. Ова е втор конгрес на кој што бев поканета да учествувам, за разлика од првиот на кој што аплицирав. Бев поканета да учествувам како уметник во интердисциплинарниот дел на симпозиумот, кој што се одвиваше во Оксфордскиот театар. Таму се одвива не само представите, туку и беа поставени изложбите, а додека на самиот универзитет беше оној класичниот дел на симпозиумот, а тоа се предавањата. Во делот за изложба, јас бев една од 5 уметници. Имав изложено 5 мои слики кои што се поврзани со творештвото на Силвија Плат. Секоја песна, односно секоја слика се однесуваше за конкретна песна. И во врска со ова имав и излагање на универзитетот. Излагањето беше поврзаноста на сликите со секоја од песните за кои што се однесуваат. Зошто токму Силвија Плат ја одбравте, значи да ги преведувате незините песни, да се инспирирате и да цртате во контекст на неа, зошто токму Силвија Плат? Едноставно се пронедов во незината поезија. Сепак не за џабе, нели, една од најзначајните поетеси на 20 век на американската книжевност. Исто така, повод некој баш за тоа што сум почнала да ја преведувам е тоа што таа не беше преведена воопшто на македонски, имаше само 2-3 песни од неа што беа преведени. И затоа се нафатив на препев на незините песни, направив избор од 38 најзначајни песни од целокупното незино творештво и ги преведов на македонски и тие беа објавени во книга Избор песни од Силвија Плат во 2005 година во издание на Академски печат. Така, кога сме кај избор песни, значи, јас ќе прочитам дел од рецензијата кој што ја напишал Ферит Мухик. Силвија Плат ја врати својата душа. Се стори во белата волчица, полна страст и жестокост, занес и безмерна тага. А кога тој глас мина низ алхемиската лингвистичка лабораторија на преведувачката, се стори македонска еуфониска инкарнација на Силвија Плат. И така, со овие препеви, Кристина на Силвија Плат и го подари најдрагоценото – новиот живот. Кажи ми колку си му благодарна на Ферит Мухик и колку те, значи, задоволува фактот што си им се допаднала на начинот на кој што си успеала да преведеш Силвија Плат и на крај си ја воздигнала, значи повторно си го вратила незиниот живот. Сега, нели, малку е прашање колку, нели, може целосно да и се врати тој живот, меѓутоа сепак се прави, нели, некаков обид. Да, се разбируваме, нели, за животот на незината поезија. Меѓутоа сум дала, нели, си од себе, сум направила обид колку што е можно да живеат незините песни на што подобар начин во македонскиот јазик, нели, не само во англискиот. И се разбира дека сум му благодарна на Ферит Мухич, иако морам да кажем овие зборови се многу обврзувачки и бараат навистина голема одговорност и оправданост за да ги заслужиш. Овие светски симпозиуми некако добија традиционален текст, значи на секоја 5-та година ќе се одржуваат. Кажи ми која е разликата помеѓу првиот и вториот? Дали има некоја подобра организација или не знам како беше подобро прифатена? Првиот конгрес се одржа во САД на Универзитетот Индијана и тогаш аплицирав, нели, како што веќе спомнав, изборував за преводот и бев примена, па затоа така дојде, нели, моето учество. Тогаш мислам беше значајно затоа што учествуваа многу помалку луѓе од сегашниот конгрес, кој што се одржа во Оксфорд. Имаше само 65 учесници, од кои само 4 од Европа, меѓу кои бев и јас. Сега на овој симпозиум, значи кој е втор поред, затоа што
некако се воспоставува таа практика да се одржува на секои 5 години. Значи, на овој вториот кој што се одржа во Оксфорд имаше многу поголем број на учесници, значи беше од поголеми размери, имаше 120 учесници и сега настапив како поканет уметник затоа што повеќето од луѓето што беа во организацијата ме познаваа од првиот и ја знаеа мојата работа, така што тоа некако си дојде последователно. Сега за наредниот ќе видиме, се кажа дека ќе биде во Грција, па ќе видиме како ќе биде, до тогаш има време, само што заврши нели овој. 5 мои слики се поврзани, значи секоја со одредена песна од Силвија Плат и посебно тоа е битно се нагласи дека обично мислам ги имам избрано песните од незиниот последен период кои што се всушност и највредните од незината поезија. Тоа се песните Благост, Уплашените, Зборови, Синкавица и Јалова жена. И се нормално нели насловите на сликите не ми се исти, тие се поголем дел им се различни, меѓутоа се конкретно поврзани со специфични делови од незините песни. И во моето излагање требаше да образложам каква е конкретната поврзаност на секој од песните со сликите, со објаснување нормално на символиката во боите. Исто така зборував нормално и за техниките кои што се користени, затоа што повеќето од сликите всушност ми се во комбинирана техника. Сите се на хартија, освен една на платно, и таа што е на платно најмногу им се допадна и затоа остана како донација во колекцијата на Универзитетот Jesus, на коледжот Jesus College, кој што е дел од Оксфордскиот универзитет. Имаше можност да присуствуваш на двата светски симпозиуми посветени на Силвија Плат. На последниот беше еден од главните уметници таму. Ме интересира колку си задоволна што успеа да стигнеш до таму и што благодарение на тебе во огромниот Оксфорд стои една слика од Кристина. Се разбира дека ми е драго за тоа што сум го постигнала, посебно затоа што се работи за учество како индивидуалец, затоа што зад мене не стои некоја институција, например универзитет или некој друг институт, туку сето тоа е чисто индивидуално учество и посебно да се биде во кругот на врвот во една област, во случајов поезијата на Силвија Плат. Всушност е основната причина заради која што дојде мојот контакт со овие два симпозиуми, првично е македонскиот јазик. Всушност преводот на Силвија Плат на македонски. Значи не беше тоа само како некој љубител на поезијата на Силвија Плат, туку да не беше преводот на македонски јазик, никош веројатно немаше да дојде до моето учество ниту на првиот симпозиум, а уште помалку на вториот. А интересно е тоа што баш таа слика која што остана на универзитетот, која што се вика Неиспратени писма и е поврзана со песната Зборови од Силвија Плат, содржи извадоци и сечоци од самиот превод на македонски од книгата и тие се залепени на песната. Така што тоа е така еден куриозитет. Баш не само значи сликата што е македонска, туку има некои делови од нашиот јазик кои што се вметнати во сликата. Значи тоа е она што јас знаев и што најдобро умеев да го направам за Македонија и се надевам дека секој од нас се труди да даде свое мало парче во тој мозаик наречен Македонија за да го направи што поубав и што потпол.